Македонија стои зад аргументите на стратешкиот партнер Соединетите Американски држави. Ова е ставот на премиерот Мицкоски во однос на случувањата во Венецуела. Тој вели дека меѓународните експерти треба да коментираат дали се работи за кршење на меѓународното право при спроведувањето на претседателот на Венецуела Николас Мадуро и најавата за судење во САД. Повеќе загрижува според него громогласната тишина на европските и светски земји, кога меѓународното право се кршило врз грбот на Македонија и македонските граѓани. Ги наброја преседаните во кои земјава изгубила: одменувањето на знамето, уставот, хашката пресуда дека незаконски државата била блокирана за да добие покана за членство во НАТО, па се до промената на уставното име. Мицкоски потенцира дека кога еднаш ќе се дозволи преседан, тој станува пракса. Но на што мене најмногу ме загрижува е громогласната тишина која што од истите ти европски земји и светски земји се случуваше во минатото, кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ. И како тогаш сите тие се оглуве и никој од нив не го коментираше сето тоа. И како сега наеднаш сите тие коментираат дали било тоа меѓународно право или не било меѓународно право и така натаму и така натаму. Имаше и хашка пресуда дека не треба да се блокира Македонија, па се блокираше, па тогаш имаше громогласна тишина од сите тие што денеска коментираат. Мицкоски вели дека наместо за Венецуела попрво би зборувал за прекршувањето на меѓународното право во случајот на Македонија од страна на Бугарија. Тој останува на ставот дека е подготвен да се сретне со бугарските власти во време, организација и локација што им одговара за да ги презентира македонските аргументи. Сепак вели дека Бугарија во 3 наврати ги одбила предлозите на Брисел, Париз и Берлин за заедничка средба и го билатерализирала процесот на пристапување на Македонија во Унијата. Пораката од Софија беше: ама ние треба заедно да разговараме. Чекайте. Дајте да се одлучиме. Билатерален ли е проблемот или ние имаме проблем со Брисел? Ако е билатерален, тоа вие потврдувате тезата дека го билатерализирате процесот на пристапување, дека нема врска копенхагенски критериуми. Ако е така, да знаеме. Во ред, нели е тоа прекршување на меѓународното право? Нели е тоа прекршување на повелбата на Европската унија? Нели е тоа прекршување на Лисабонската декларација? Ако е тоа така, тогаш да знаеме. Зошто за тоа ние повеќе не се фокусираме, туку сега ние одговараме на прашања за Мадуро? Откако официјална Софија излезе со забелешки за акцијскиот план за малцинствата, Мицкоски со став дека ги предупредил европските власти дека дури ако Македонија подготви најдобар план, тој ќе биде одбиен од Бугарија. Премиерот објаснува дека од Европската унија било сугерирано акцијскиот план да се изработи согласно препораките на експерти од Советот на Европа, што било и направено. Вели дека е нормално што документот бил испратен на македонски јазик, кој е признаен за меѓународна употреба. Тој смета дека бугарските мотиви се подлабоки од официјалните барања и дека земјата ја испуштила шансата да покаже дека е добар сосед.